Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Во едно мало село во Индија, Рингу ги впрегна биковите. Потоа неговите родители се качија во двоколката. Бату, качи се, заминуваме. Ура, одиме во чаршијата. И тогаш ќе го прославиме големиот празник на биковите. Рингу, возбуден сум да видам дали ќе победиш на трката со бикови. Рингу беше многу нервозен додека седеше напред за да ги управува биковите. Патот водеше низ џунглата. Некои велеа дека таму живеат тигри, а во неа се криеле и лоши духови. Рингу, терај побрзо. Се прашувам дали ќе видиме тугинци. Знаеш, оној високиот со бела кожа, оној кој секогаш зборува за добриот Бог. Во градот имаше голема навалица. Од кога застанаа, Рингу прв скокна од двоколката. Оф, моето стапало. Во неговата петица се заби долг трн. Ги стисна забите и го извади трнот. Потоа тргна по родителите куцајки. Татко му пазареше, а Рингу тајно украде банана. Тој добро знаеше дека тоа не е правилно, но мислеше дека така прават и другите луѓе. Слушна прекрасна музика. Рингу сакаше да истрча до музиката, но се судри со еден човек. Човекот ги испушти сите листови што ги држеше. Тоа беше тугинецот. Рингу се обиде да избега, но беше задржан. Почекај еден миг, пријателе. Сакам да ти го дадам овој лист. Ова е писмо од Бог. Во него можеш да прочиташ за Божјата љубов за тебе. Рингу го зеде листот и го стави во турбанот. Музиката запре и индиецот, кој свиреше на органа, стана. Моето име е Панду. Јас жртвував на злите духови и им се поклонував на духовите. Но сега го знам живиот Бог и му служам. Тој е вистинскиот Бог. Рингу размислуваше за овие зборови. Следното утро го разбуди чукање на силни тапани. Со страф ја гледаше својата црвена, отечена нога. Татко му го повика врачот. Рингу трепереше кога се упати кон него. Тој посипа пипер во раната и му дувна во ушите. Рингу викна. Оф! Како ќе помогнат пиперот и дувањето? Трката почна. Рингу сеќаваше ужасни болки, но ги зеде уздите во рацете и се обиде да се смее. Биковите почнаа да трчаат. Публиката ги бодреше. Рингу повторно заплака од болка и трчаше зад биковите. Се сопна и тогаш во следната драма ќе дознаете што се случи потоа. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!